Добар ден, почитувани, ова е стартот на уште една нова Телма амбуланта. Петочото издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Предстојните празници се исполнети со радост и среќа во семејството и меѓу пријателите, но за лицата со срцеви заболувања или пак со зголемен ризик за кардиоваскуларни болести, зимскиот период, а со тоа и зимските празници, представуваат зголемен ризик за проблеми. Има неколку студии кои што покажуваат дека во зимските месеци, пред се во периодот од Божик до Нова година, се зголемува бројот на проблеми со кардиоваскуларниот систем. Дури доколку се јават проблеми со срцето, веројатноста дека ќе бидат фатални проблемите е многу поголема. Бидејќи во зимата има најголем број на смртни случаи од инфаркт во споредба со било кој друг дел од годината. Денеска зборуваме со професор доктор Милка Клинчева, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по кардиологија во Жан Митрев клиник, зошто ова се случува, како влијае студеното време врз здравјето на срцето и на крвните садови. Останете на Телма, следува интересна емисија. Какво е влијанието на зимските празници врз нашето срце, ќе ни појасни професор доктор Милка Клинчева, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по кардиологија. Професорке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добро ве, најдов благодарам за поканата. Велат дека во зимските месеци бројот на инфаркти, на проблеми со срце е зголемен пред сека лицата кои што имаат некакви кардиоваскуларни заболувања или засегања. Дали е ова точно? И ако е точно, зошто тоа се случува? Кардиоваскуларните заболувања и ризик факторите кои доведуваат до кардиоваскуларни заболувања, како што се притисокот и зголемениот холестерол, имаат сезонски влијанија. Тоа значи дека во зимските месеци, особено декември и јануар, е зголемен пикот на ризик факторите кои доведуваат до кардиоваскуларни случувања, меѓу кои спаѓа и инфарктот на срцето. Тоа е само една од диагнозите која почесто ја гледаме во кардиологијата во овој период. Ние имаме една израка дека ова се нашите месеци. Кардиолошките месеци се зимските месеци, декември, јануар, февруар, тоа се има почеста инциденца на инфаркти, меѓутоа и на хипертензивни кризи, акутни аортни дисекции, акутни декомпензации на срцевата слабост. Значи има доста акутни кардиоваскуларни случувања. Дури и мозочниот удар, 48% од мозочниот удар токму се смета дека е во зимските месеци. Така да сите овие акутни случувања се почести во тој ладен период. Бидејќи е научно докажано и со експериментални студии дека ладното време доведува до промени во ендотелот на крвните садови. Значи, самиот ендотел, тој е оној еднослоен плочест епител што ги обложува артериските крвни садови и кој представува лабораторија во нашиот организам, од кои што се лачат субстанции кои што имаат вазодилататорно, значи ги шират крвните садови, или вазоконстрикторно ги стегаат крвните садови, или пак имаат протромбогено или антитромбогено или прокоагулантно или антикоагулантно дејство. Делувајќи на ендотелот на крвните садови, се контролира всушност синтезата на азотниот моноксид, кој што представува моќен вазодилататор. Исто така, кај луѓето е зголемено нивото на адреналинот, норадреналинот, алдостеронот, вазопресинот, значи хормоните, кортизолот во зимските месеци се зголемени. И од тука имаме вазоконстрикција. Од друга страна имаме промена на ендотелот. Ендотелот има зголемена способност кон агрегација на тромбоцитите, значи тромбоцитите се со повеќе способни да направат тромбоза, а истовремено се инхибира она антикоагулантното својство. Значи, бројни хематолошки промени заедно со вазоконстрикцијата и заедно со зголеменото ниво на хормони доведува до појава на акутни кардиоваскуларни случувања. Вазоконстрикција, само да појасниме дека тоа е стегање на крвните садови. Констрикција. Така да, тоа го зголемува ризикот од инфаркт, од срцева слабост, од акутна срцева декомпензација, мозочна крварење
предизвикано од хипертензија или мозочен удар, атриалните фибрилации се тука почести, наглата смрт е тука почеста. Потоа имаме од длабока венска тромбоза и таа не смееме да го заборавиме, заедно со пулмоналната емболија се почести. Во овој период, освен ладното време, тука доаѓа во комбинација со аерозагадувањето. За жал и ние сме дел го чувствуваме тоа загадување, особено во зимските месеци каде што се користат различни горива за грејење. ПМ частичките 2,5-10 микрометри имаат огромни концентрации веќе. Да, меѓутоа колку се помали, толку полесно навлегуваат и прават проблеми респираторни или кардиоваскуларни. Така да во зимските месеци покрај студеното време, нели и тие нормални природни метеоролошки промени доаѓа во комбинација заедно со загадувањето. И ова загадување доведува до исто така оштетување на ѕидот на крвните садови, поточно на ендотелот на нашата внатрешна лабораторија, која што понатаму доведува до зголемена тромбогеност и појава на поголем ризик на длабока венска тромбоза или пулмонална емболија или други кардиоваскуларни случувања. Освен тоа, тука влија и атмосферскиот притисок. Се смета дека со намалување на атмосферскиот притисок за 10 милибари се зголемува ризикот за длабока венска тромбоза за 2%. И кога на овие природни услови, атмосферскиот притисок, студеното време, ќе да ставите во комбинација со нашиот животен стил. Па си ги прстичите денови, има пријадување, па алкохол, па велате самите празнични искуства се стресни, се емоционален стрес, иако се убави искуства. Да, празниците се убави, треба убаво да ги поминеме, меѓутоа некогаш предизвикуваат стрес и тоа во комбинација со повеќе седење, конзумирање за жал на повеќе калорична храна одеднаш или пак големо количество на алкохол, физичката неактивност, надворешните услови, нели, сето тоа во комбинација и ако уште на тоа уште некоја цигара, сето тоа доведува до многу поголем ризик од кардиоваскуларни случувања. Во Америка правеле анализи, велат дека вакви акутни кардиоваскуларни случувања се најприсутни во периодот на празниците, всушност од Божик до Нова година. Како е кај нас? Ние немаме некоја точна статистика, така да не би можела како американците да кажам колков е тој процент, но вистина е дека во овој зимски период, значи од Божиќ до Божиќ, од католички до православен Божиќ, имаме поголема фреквенција на акутни инфаркти, дисекции, и знаеме дека обично тие одат така во мали епидемии. Ги има одеднаш, времето се менува, кога се влошува времето, знаеме дека од топло на ладно, веќе ги очекуваме тие промени. Меѓутоа, за празниците, да, зголемен е бројот на кардиолошки акутни состојби. Веќе ги наведовте акутните кардиолошки состојби, но еве уште еднаш да ги погледнеме на телоп, што ние издвоивме, зашто малку подетелно ќе поразговараме, а тоа се инфарктот, хипертензијата, наглото влошување на срцевата слабост, дисекција на аорта и длабока венска тромбоза и пулмонална емболија. Веќе споменавте кои се главните причини за појава на инфаркт, но велат дека доколку се јави инфаркт во овој период од годината, во зимските месеци, веројатноста дека ќе биде фатален исходот е поголема. Па да, постојат некои такви студии, меѓутоа тоа се уште се укажува на тоа дека постои таква поврзаност. Сепак тоа зависи од индивидуално од самиот пациент, од претходната состојба, од степенот на стеноза на крвните садови, од возраста на пациентот, од полот на пациентот. Потоа зависи од колку навреме се бара лекарска помош. Ајде да проговориме за тоа навреме барање лекарска помош. Се случува ли некогаш да помислат луѓето дека одреден проблем што го чувствувате поврзан со срцето всушност потекнува од стомакот, дека имаат некакви стомачни тегоби поради прејадување, на пример? Да, диференцијално диагностички градната болка може да биде од инфаркт, меѓутоа може да биде и од желудник,
од хранопровод, од дисекција, од пулмонална емболија, од пнеумонија, значи воспаление на белите дробови. Разни причини. Меѓутоа има еден инфериорен инфаркт, ние го викаме, тоа е на оној долниот цит, каде што може да се манифестира со стомачни тегоби и со повраќање. И многу често тоа е една од мамките, нели, во кардиологијата, може да се превиди инфаркт. И затоа секоја стомачна болка, особено ако е горе епигастрична болка, значи под лажичката, тука некаде? Да, таму под лажичката, треба да не замисли, така? Да, треба да не замисли, диференцијално диагностички доаѓа во предвид и инфаркт. Работата е во тоа што е поакутно. Значи, ако доколку е некој акутен гастрит, ништо страшно. Меѓутоа, ако се промаши акутен инфаркт или дисекција, тоа е веќе животозагрозувачка состојба и затоа прво треба да се помисли на најлошото, па после тоа да се оди на некоја друга патологија. Срцето како витален орган треба прво да се исклучи како причина за симптомите. Било кога и за празниците и по празниците, било кога во текот на годината. А кои се главните симптоми за инфаркт? Основните? Еве споменавте градна болка. Да. Каде точно се чувства? Значи, во војдел? Ова е градната болка. Се притиска, стеглива, силна градна болка, која што може и да го препоти пациентот, особено ако е ладна пот. Од степен од 1 до 10, тоа е болка 9-10. Значи, многу силна болка. Болката треба да трае 20 на минути, 30 минути. Болка која може да трае и 2-3 минути, ама да е силна болка, па да пушти. Па пак да стегне 2-3 минути, пак да пушти. Тоа е веќе нестабилна градна болка. Меѓутоа, таа веќе се спрема да помине во инфаркт. И тоа е веќе оној аларм, првиот аларм кога пациентот веднаш треба да дојде на доктор. Затоа што time is muscle. Времето е мускул, да. Со се побрза реперфузија, воспоставување на нормална циркулација во артериите кои го искрануваат срцевиот мускул, ние всушност го сочувуваме срцевиот мускул. Колку имаме подобро виабилно, нормално, здраво мускулно ткиво, толку подобро работи нашето срце. И затоа ние треба да си го чуваме срцето. Затоа потребно не да се залажуваме, а не ми е ништо, јас сум млад. За жал, ние гледаме и 30 годишњаци, и дури 20 годишњаци, за 40 години веќе тоа не е секојдневие, да дојдат со некакви неспецифични градни болки или стомачни болки, за да после тоа завршат на коронарографија со стент или бајпас операција. Најдов на податок дека жените се тие кои што почесто ги занемаруваат овие тегоби и не се јавуваат навремено на лекар. Има ли вистина? Па, да, има некои такви статистики, меѓутоа тоа е се индивидуално. Жените да знаат малку да трпат повеќе и болка, навикнати се жените да трпат, нели, болка, така да може би малку подоцна се јавуваат на доктор, меѓутоа не треба да заборавиме дека естрогените хормони ја чуваат жената на некој начин и го намалуваат ризикот од кардиоваскуларни заболувања до климактериум. После климактериум веќе ризикот се изедначува, дури и зголемува во подоцнежна возраст, така да независно од полот секој треба да си се упати на доктор веднаш штом добие некаков симптом. Не треба да се чека, со текот на времето нема симптомите да се подобрат, може само да се влошат. Ајде да проговориме за следното што ни е на листата, тоа е покачениот крвен притисок, односно хипертензијата. Веќе споменавте дека студеното време врши вазоконстрикција, односно ги стега крвните садови, што значи дека на таков начин се качува, претпоставам, крвниот притисок. Да, тоа е токму тоа е исто механика. Значи имаме вазоконстрикција, се зголемува периферниот отпор во крвните садови и тоа го зголемува крвниот притисок. Сушност, што е крвниот притисок? И пулсот, претпоставувам, исто? Крвниот притисок. Крвниот притисок тоа е силата со која што крвта притиска над зидот на крвните садови. Како удира, така? Да. При пулсирањето. Ете така. И тоа нели се мери тука крвен притисок, имаме систолен и диастолен, оној што е на испумпување на крвта од левата комора во аортата, всушност тоа е систолниот крвен притисок, а оној кој што го имаме на крајот од систолата во срцето, тоа е всушност диастолниот крвен притисок.
Нормален крвен притисок е 120 со 80 милиметри живин столб. Со покачување на крвниот притисок може да се покачи и пулсот, затоа што тука кога имаме зголемување на катехоламините, адреналин, норадреналин, тоа делува како на вазоконстрикцијата и на крвниот притисок, така делува и на рецепторите во срцето и доведува до забрзана срцева работа. Проблем ли е кај лицето со покачен крвен притисок ако топла просторија наеднаш излезат надвор? Да, може да, не треба да има некои големи температурни разлики, сепак тие пациенти самите си знаат се колку можат ги избегнуваат наглите промени, исто како што топло па на ладно не треба и обратно од топло на ладно. Обратните. Обратно, како и да нема температурен шок. Да нема големи температурни разлики, да. Може ли за лица со покачен крвен притисок да е проблем ако излезат надвор и со лопата, да речеме, го исчистат снегот што се собрал во дворот? Некои такви активности? Може, меѓутоа сето тоа да биде на така пократко и да не биде температурите да не бидат под нулата, сепак да се внимава. Во кој дел од денот да излезат да прошетат кога се највисоки температурите, тогаш да треба да се излезе, треба да се прошета, не треба да се седи дома. Тоа што е ладно времето не значи дека треба дома да не излеземе од дома, туку напротив, во оние добро облечени со топла облека во најтоплиот период од денот, од прилика попладневните часови. А дали овие празнични зимски прослави исто може да го покачат крвниот притисок доколку се конзумира многу мрсна храна, алкохол се... Солена храна. Солената храна најмногу го зголемува крвниот притисок. Има студии кои што докажуваат, и тоа е апсолутно научно докажано, дека употребата на сол го зголемува ризикот од кардиоваскуларни заболувања за 23%. И за жал процесираната храна, сувомеснатите производи, ова што е готова полунаправена храна, за жал и во рестораните, употребата на солена храна, на зачини, на база на сол, сето тоа го зголемува ризикот од висок притисок, независно во кој период. Сега за празниците овој период е повеќе се јаде таква нездрава, меѓутоа вкусна храна. И тука се од нашите турши, киселата зелка и сето тоа е полно со сол. И сето тоа го зголемува крвниот притисок и го зголемува ризикот од компликации од притисок и од други кардиоваскуларни случувања. Што е со алкохолот? Некој велат ќе се напијам една чашка ракија и ќе ми го симне притисокот. Па добро, тоа е дискутабилно, кај секого делува различно, доколку една чашка не е проблем, да не се повеќе. Една чашка ракија не е проблем, меѓутоа секој делува различно. Кај има луѓе кои што алкохолот им го покачува притисокот и не би требало да конзумираат во тој случај алкохол или да го конзумираат во онаа мала количина. За празници сепак мала количина е дозволена. И треба малку заради мрсната храна која што пак се користи малку. Треба разредување. А како да почувствуваме дека ни се покачил притисокот? Вака, притисокот може, тој е тивокубиец. Значи, тој може да се чувствува, може да биде и сосема асимптоматски. Најчесто е главоболка во тилот, тилна главоболка. Тука на вратот позади како едно стегање. Многу од пациентите мислат дека се укочиле кичмата и сето тоа, меѓутоа прво нека се измери крвен притисок, затоа што тоа е најчестата главоболка. Потоа може да биде стеглива градна болка, исто да имитира како болка на инфаркт, да биде многу силна болка. Болки во грбот, особено помеѓу плешките, може да се јави тешка главоболка со гадење, со повраќање. Меѓутоа тоа значи дека веќе имаме висок крвен притисок и хипертензивна криза. Вртоглавица може да се? Може да се јави, да, и вртоглавица. Најголем проблем имаат луѓето кои што се навикнати на нормален крвен притисок. Оптимално... А сега наеднаш кога ќе се крене? Да, и одеднаш кога ќе се најде баш повеќе фактори ќе се спојат. Животниот стил, особено овие зимски празнични денови, па плюс студеното време, и тогаш може да дојде до
нагло покачување на крвниот притисок и тие секогаш нагле зголемување доведуваат до симптоми. Дури пациенти кои што се со притисок под 120 со 80 одеднаш да се качи на 130, 140, што е висок нормален или лесен степен на хипертензија, може да даде градна болка или главоболка. Како да си го измериме притисокот, на левата или на десната рака? Најдобро е на левата рака, на надлактица, може да биде со дигитален добар апарат. Не мора да биде мануелно, меѓутоа битно е да биде на надлактица. Да биде 2 прста над лактот. Се имаат самите апарати со манџетната, се знае точно кај се поставува, одбележано е. Едноставно се притиснува копчето и се мери притисокот, така да тоа е наједноставниот и точен начин сепак на мерење на крвен притисок. Целта е да биде под 140 со 90. Меѓутоа имаме тука градација. Оптимално е до 120 со 80. Колку е понизок притисокот, толку е подобро. Затоа што притисокот, како што реков пред малку, е тивокубиец, он притиска на крвните садови и ги променува, ги деформира, ги задебелува. И ние со текот на годините не чувствуваме, меѓутоа како човек старее, така притисокот полека се зголемува. Меѓутоа сето тоа постепено зголемување на крвниот притисок доведува и до промени на крвните садови. Пред се до нивно задебелување, хипертрофија на мазната мускулатура и зголемување на крутоста на крвните садови. Всушност, промовира атеросклероза. Атеросклерозата, што е едноставно кажано еластицитет. Значи, на крвните садови. Ја намалува еластичноста на крвните садови, на артериските крвни садови, односно ја зголемува крутоста. И тоа е атеросклерозата. Кога нас ни треба да дое повеќе крв во крвните садови, они не може да се прошират затоа што се крути, затоа што се тврди. И тоа е таа атеросклероза. И тогаш имаме проблем. Тогаш имаме несовпаѓање помеѓу потребата на мускулот за кислород и додавката. И тогаш има појава на симптоми од типот на исхемија, односно градна болка или некоја друга болка. Професорке, кога ќе се измериме притисок и ќе забележиме покачени вредности, обично посегнуваме по диазепам. Ќе ни го симне ли притисокот? Диазепамот не спаѓа во лековите антихипертензиви. За жал во Македонија многу често како лек за притисок се дава диазепам. Диазепам не е лек за крвен притисок, за висок крвен притисок. Тој е лек за смирување. Значи тој може само пациентот да го смири. И индиректно, доколку е некаков психички стрес, кој што исто така може да го зголеми крвниот притисок, на нервна база, тогаш може да помогне. Меѓутоа, да се разбереме, никаде во светот диазепам не се дава како лек за крвен притисок. Јасно. Ни одговоривте, значи не е тоа лек за крвен притисок и не треба да биде прв избор. Одиме понатаму, вели нагло влошување на срцевата слабост. Што е тоа слабо срце? Срцевата слабост, тоа е еден синдром во кој што срцето е неспособно да ги задоволи метаболните потреби на ткивата и клетките со кислород и хранливи материи. Тоа значи дека имаме послаба работа на срцето. Причини за срцева слабост може да бидат многу. Може да бидат неисхемична, може да биде од исхемична причина. Исхемична причина тоа е ствари запушувањето на коронарните артерии во срцето, кои што го исхрануваат срцевиот мускул со кислород. И доколку тие се запушат, ќе доведе до инфаркт, а тоа доведува до фиброза, а фиброзата води до губење на мускулното ткиво и неспособност на срцето да ја испумпа крвта која што доаѓа во него. Тоа значи да ние имаме заостанување на крв во самиот срцев мускул и самото заостанување на крв доведува до зголемување на левовентрикуларниот ендиастолен притисок и волумен. Меѓутоа, кога крвта ќе заостане во срцето и ќе притисне
на ѕидот на крвните садови го зголемува притисокот врз крвниот сад, врз ѕидот на срцето и на тој начин доведува, стимулира дали хипертрофија, а потоа и дилатација, односно проширување на срцевиот мускул. Во зимските месеци сето ова што досега го зборувавме за влијанието на студеното време на метеоролошките промени. Тука е температурата, тука е притисокот. Потоа активација на зголемената агрегација на тромбоцити, намалената фибринолиза, аерозагадувањето. Сето тоа доведува до на некој начин го стимулира срцето кој онака ослабено да излезе од рамнотежа. Во овој период од годината не ги спомнавме и инфекциите. Тука се инфлуенцата, грипот. Тука се другите вируси. Оваа година, за жал, ги имаме многу повеќе. После коронава имаме доста инфлуенци, имаме доста респираторен синцицијален вирус. И сите тие кај пациенти кои што веќе имаат срцева слабост, може да доведе до дестабилизација и до акутна срцева слабост, односно до појава на застој во белите дробови, кој што може да биде од некој интерстициум, полесна форма, или повеќе до појава на белодробен едем. Самите вируси доведуваат до активација на ендотелот на крвните садови и до активација на коагулационата каскада, и сето тоа понатаму доведува до зголемен ризик и од тромбоза и од други воспалителни промени. Зимските респираторни вируси пред се исклучително проблематични за кардиоваскуларното здравје. Многу фактори се во прашања. Не е очигледно само една работа, која што го зголемува бројот на пациенти со кардиоваскуларни проблеми во овој период од годината. Професор, ке само да ги поканим и гледачите да се вклучат во денешната емисија. Телефонскиот број ќе го погледнете на екранот и од овој момент емисијата е контактна. Можете да поставите ваши прашања на кои што одговор ќе ви даде професор доктор Милка Клинчева, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по кардиологија во Жан Митрев клиника. На сето ова кога ќе додадеме и солена храна? Што значи тоа за срцева слабост? Солта и срцето не идат заедно. Солената храна, солта, натриум хлоридот, поточно, ја задржува водата. И не дозволува излачување на вода, туку напротив ја задржува во организмот. Задржаната течност во крвните садови го зголемува циркулаторниот волумен и тоа го оптеретува срцето. И ова волуменско оптоварување на срцето, здраво срце може да го истолерира и да го измокри. Меѓутоа, срце кое што веќе има, дали запушување на крвните садови, дали некаква валвуларна мана, дали има аритмија или воспаление претходно, значи има веќе некаков проблем, тогаш не може со овој зголемен волумен лесно да се искомпензира и поради тоа може да дојде до таа декомпензирана состојба, односно до задршка на волумен во срцето, до задршка ретроградно во белите дробови и од тука излевање на течноста од крвните садови во интерстициумот, во просторот помеѓу алвеолите и тоа веќе е белодробен едем и тоа е животно загрозувачка состојба. Секогаш апелираме да пациентите со срцева слабост внимаваат и тие многу минао до нив се едуцирани и знаат. Нема отстапки? Нема отстапки. Во принцип, секој кардиолог треба да го советува својот пациент со срцева слабост колку грама на сол може да конзумира. У принцип се тоа грам и пол, меѓутоа ја би ви рекла некој вкупно 5 грама
кај подобрите срца 5 грама на сол дневно, тоа е една мала кафена лажичка. Меѓутоа тука спаѓа сирењето, кашкавалот. Така има во многу продукти. Искриена сол за која што не сме ни свесни дека е присутна. Да, затоа е подобра блюткавата храна, не сосема да се исклучи солта, меѓутоа кај оние кои што се во стабилна состојба, ете, вкупната сол во денот треба да биде до 5 грама, но оние кои што се во декомпензирана можат само на прстохват сол. Тоа значи да се внимава на целата исхрана која што се внесува. Сол не смее да се додава во јадењето доколку се конзумира нешто друго што е солено, кое не може нели да се одсоли. Сирењето треба да биде одсолено, кашкавал не се препорачува таа причина бидејќи не може да се одсоли. Тука се препорачуваат оние моцарела, така по сирења кои што немаат концентрација на голема на сол или речиси воопшто немаат во себе. Па скоро да немаат. Да скоро да немаат. Двајца гледачи очекува да се вклучат во денешната емисија, да им дадеме предност. Добар ден за првиот гледач. Повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден. Јас ви поставил 180 степени обратно прашање. Низок притисок, преку 70 години човек, 90, 50, 160, тахикардија 70, 80. Што значи тоа во зимскиве празници за нашето срце и дали е тоа здраво за срцето? Така. Едно убаво прашање, ви благодарам за вклучувањето во програма. Да, што велите пак за оваа ситуација? Супер прашање, да, тоа е супер. Значи, тоа е добро. Тоа е добро. Тоа е добро, тоа нискиот крвен притисок ги чува крвните садови. Ја одржува еластичноста на крвните садови и доколку некој може после 70 години живот да има низок крвен притисок, тоа е супер. Само би сакала да обрнам внимание дека 75 до 80 пулс е нормален пулс. Значи тоа не е тахикардија, тоа не е тахикардија, така да тоа е сосема нормална состојба. Јас мислам дека тоа треба да биде секој човек среќен со овие параметри. Нискиот притисок не е штетен, освен ако немаме симптоми. Значи, кај низок притисок може да се јават симптоми, доколку е асимптоматски и се толерира, тогаш што е одлично. Може ли студеното време да го нормализира притисокот? Може, излеземе надвор, ако имаме низок притисок, да ја добиеме идеалната вредност. Да, тоа може. Можем да го покачи за некои десетина милиметри, 20 милиметри живин столб, меѓутоа тоа не значи дека ќе остане тоа постојано. Потоа, нели, тој притисок ќе се врати во нормална. И би сакала само да обрнам внимание, доколку тоа е низок притисок, кој што е со години, нели, наназад, и е во ред. Меѓутоа, доколку бил висок притисокот и одеднаш сега, без терапија или со мали промени на терапијата, притисокот се намалува, тука треба да обрнеме внимание да не се случува нешто со срцето. Затоа што нискиот крвен притисок може да значи и срцева слабост и да е резултат на лошо срце, затоа што срцето не е доволно способно да ја пумпа крвта и поради тоа имаме помал дотур на крв во крвните садови и имаме помал крвен притисок. Исто, ако има аортна стеноза, запушување на главниот крвен сад, што се наоѓа помеѓу левата комора и аортата, тука имаме калцификати, најчесто идат со возраста, помалку крв иде од левата комора во аортата, значи имаме повторно понизок крвен притисок. Освен во овие случаи или инфекциите исто така идат со сепса, висока температура, со низок крвен притисок. Значи, ова се моменти кога не загрижува нискиот крвен притисок. Во сите други состојби, каде што имаме здрава личност со низок притисок, тоа е идеално, бидејќи ги чува крвните садови и обезбедува на некој начин долговечност. Мислам дека господинот ќе биде задоволен од одговорот, бидејќи е во одлична здравствена состојба кога станува збор за кардиоваскуларниот систем. Да го слушнеме прашањето на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас, поздрав до докторката. Ви благодарам. Лично така да одлична ви емисија, тоа следам често. Имам две прашања. Така. Вака станува збор за лично за мене, прилично млад спортист кој што се бави доста години со спорт. Имам прележано една пневмонија на 25 години и пред
за време на ковид кризата имав тешка пневмонија со по високо ЦРП, значи не ми беше баш добар исходот, но све заврши супер благодарение на лекарите и на суплементацијата. Така. Сакам да прашам, затоа што се бавам активно со спорт, дали за као некоја превентива користам алоe вера, сите тие додатоци за исхрана што се суплементација од витамини, дали докторкава би предложила во овие зимски услови, кога сме склони на инфекции, дали треба да користиме плюс додатно нешто, као некои чаеви или плюс додатна суплементација, и дали во овие зимски услови се препорачува секој втор-трет ден кардио за време на тренингите. Ви благодарам за вклучувањето. Повторно две убави прашања, повелете. Да, благодарам, убаво прашање. Вака, луѓето кои што се склони кон респираторни инфекции, прво за зимскиот период би препорачала вакцина против грип. Затоа што и тоа е научно докажано дека дури оние пациенти кои што се вакцинираат против грип, а имаат склоност кон срцеви заболувања или се веќе докажано срцева слабост и така, полесно поминуваат. И кај тие луѓе е намалена стапката на акутни кардиоваскуларни случаи. Суплементи да, витаминот С како неопходен, да кажам, овие зимски месеци, се разбира, се друго би можело да помогне. Умерена физичка активност, не премногу, и не предолго изложување на ладен воздух. Сега не знам за каква точно спортска активност се работи, меѓутоа би требало тоа да биде умерено доколку се работи за млад човек кој што е склон кон респираторни инфекции. Што се да речеме трчањето на отворено? Што советувате кај тие лица? Видете сега, бидејќи многу џогираат. Да, џогираат, меѓутоа надвор воздухот е многу прљав. Така да ние всушност повеќе дишиме и внесуваме ПМ честички. Јас да, убаво е да се џогира, меѓутоа таму каде што е чист воздухот, не во загаден нашиот загаден град каде што е навистина многу. Не знам колку е штетено, колку добиваме, колку губиме. Тука треба да се извагаат работите. Очигледно дека повеќе губиме со сето ова што ни се случува во однос на загаденоста на воздухот. Не треба да сме пасивни, тоа е вистина. Физички активни мора да бидеме, но да процениме што е најдобро во одреден момент за нашето здравје. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Дали се слушаме со следниот гледач, бидејќи јас слушам ехо. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Јас само една голема благодарност до докторката. Така, само ќе го намалите тонот на телевизорот. Се јавивте всушност да изразите благодарност до професорката. И поздравувам од кардиологија. Така, ви благодарам што се вклучивте. Значи, разбравме, имате комплименти за вашата работа. Продолжуваме понатаму, имам уште многу малку време, затоа јас ќе направам, нема да можеме да ги разгледаме, професорке, баш сите, дисекција на орта ни е следно или длабока венска тромбоза. Кога зборуваме за студено време, длабока венска тромбоза и празници, многу луѓе патуваат во овој период од годината. Доколку имаат длабока венска тромбоза, што советувате ве доколку треба се качат во авион? Како безбедно да патуваат? Да, тоа е важно прашање. Компресивни чорапи при секое подолго патување. Потоа, доколку веќе имале длабока венска тромбоза, може да се, ама сепак тоа треба да биде во консултација со матичен трансфузиолог или кардиолог, или аспирин, или клексани, или ксарелто, значи некој од антикоагулансите. Доколку имале до сега длабока венска тромбоза, тогаш ризикот е поголем. Тука треба веќе генетски испитувања и тоа се луѓе кои што се генетски веќе компрометирани, знаат дека треба да бидат подолготрајно на антикоагулантна терапија и тогаш да, покрај компресивни чорапи, пиење на течности, раздвижување во авион и така натаму, потребно и антикоагулантна терапија.
Меѓутоа, длабоката венска тромбоза може да се случи нели и за прв пат. Почеста е, за жал, во исто така, како и другиве кардиоваскуларни случувања, во овој зимски период, повторно ќе кажам од истата причина. Зголемување на тромбогеноста, активација на коагулационата каскада и влијанието на намалена физичка активност. Во развојот на длабока венска тромбоза влијае многу и обезноста. Таа не ја спомнавме, дебелината. Во зимските месеци се знае да се зголемат килограмите поради покалоричната храна. И во тој период се зголемува и ризикот за сите кардиоваскуларни случувања, меѓу кои и за длабоката венска тромбоза. Тоа што значи да луѓето кои што имаат проширени вени, имаат зголемен ризик од заостанување на крв во вените и појава на коагулуми. Кога дебелината ќе се поврзе со цигарите, кои што се дури пасивното пушачи исто така страдаат, да. Тие се активатори на зголемена агрегабилност на тромбоцитите. Во дебелина, цигари, физичка неактивност, студено време, сето тоа го зголемува ризикот од појава на длабока венска тромбоза. Кога ќе настане длабока венска тромбоза, после тоа може да се откачи парче од тромбот и со циркулацијата преку вените да стигне во десното срце и во пулмоналната артерија. И тогаш веќе имаме посериозна ситуација, тоа се нарекува пулмонална емболија и тука веќе во зависност од тоа би рекла кој колкава среќа има, бидејќи животозагрозувачка Да, состојба. тоа може да биде животозагрозувачка состојба, може да ги облитерира делумно или комплетно, трункус пулмоналис, пулмоналната артерија, гранките или пак сегментните гранки. Доколку е на главното стебло, веќе тука имаме посериозна состојба. Се разбира и тука повторно е навремено пријавување на лекар за да може веднаш да се даде терапија. Професорки, само во една реченица, што да направиме за време на празниците за да ги намалиме ризиците од кардиоваскуларни проблеми? Умереност. Тоа е клучниот збор, значи умереност во се, значи умереност во конзумирање на мрсна калорична храна, солта да се избегнува колку што може, умереност во конзумирање алкохол, цигарите да се остават, и сепак и покрај тоа што се празници да не заборавиме да се движиме, односно да си одржуваме физичката кондиција. Ако ја излегуваме надвор и е многу студено, убаво претпоставам да се наоблечеме. Да, тоа, апсолутно да. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување и што ја обработивте оваа навистина актуелна, интересна тема токму пред празничните денови. Ви благодарам за поканата, се надевам дека темата им беше интересна на вашите гледачи. И посакувам многу среќа, а пред се здравје во новата година. Да се гледаме само за убаво. Така, да се гледаме само за убаво и што почесто ние да се среќаваме во студиото на Телма. Се надевам дека и во новата година ќе бидете наша редовна гостинка. Се надевам и јас, благодарам. Значи, да заокружиме денеска, умереност е клучна за кардиоваскуларното здравје за време на предстојните зимски празнични денови. Почитувани, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ова беше уште едно издание реализирано во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Имајте пријатен ден.